Најпатриотска резолуција досега или предизборен трик? Најголемите партии денеска со свое видување на црвените линии кои СДСМ ги преточи во документ кој треба да го поплочи патот за уставни измени. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската Унија доколку се постави такво прашање? Тоа од што луѓето стравуваат во иднина. И тоа се јазикот, идентитетот, културата и историјата. Филипче жали се изјавата на премиерот кој рече дека резолуцијата содржи неточни факти и лаги и дека на таков начин не се штитат македонските национални интереси. Тврди дека се што е наведено е историски точно и се надева дека партиските лидери ќе се надминат себе си и ќе најдат сила да седнат на маса и да дискутираат за документот, затоа што времето изминува, а напредок нема. Подготвен е да разгледа и друг предлог доколку биде доставен, иако не гледа каква по-македонска резолуција би можело да се достави. За премиерот пак ова се веќе видени трикови и црвени линии кои ќе отсликаат сосема поинакви контури. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи, нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Запрашете се зошто пред избори оваа тема ја наметнуваат. Повторувам и не знам и се чудам на што се надеваат. До кого го испраќаат овој сигнал? Продолжуваат да го потценуваат сопствениот народ и сакаат повторно со триковите од пазарите од Горни Милановац да го прелажат и наместо сопствениот народ, тие да имаат поинакви приоритети. Но тоа нема да го дозволиме. Резолуцијата вчера испратена до сите партии, официјално ќе биде доставена во собранието по изборите.